Изложбата е многу интересна, бидејќи од скулптурите има две лица. Првото лице кое ве пречекува е моја интерпретација на дело на Пикасо, а задната страна на скулптурата е мојата приказка од оваа изложба, едноставноста, строгоста, она што и мене ме одликува како човек. Така да, затоа изложбата случајно дојде името Пикасо, можеби јас. По повод 140 годишнината од раѓањето на Пабло Пикасо, во Охрид беше прикажана изложбата на скулптури од керамика Пикасо можеби јас на македонскиот уметник Филип Фидановски. Третирам дела од Пикасо кои што се чисто сликарски, од една негова многу интересна фаза на женски портрети, кои што јас ги направив тродимензионални и ги изведов во керамика, во скулптура. Фидановски вели дека отсекогаш го фасцинирале делата на Пикасо. Го прашавме дали се споредува со овој светски уметник. Воопшто не се споредувам со Пикасо. Пикасо ми е многу интересен како автор, бидејќи е многу различен. Работел во многу разни медиуми, во скулптура, во сликарство, во керамика. Он бил и керамика, он е еден од најпознатите керамичари светски. Фасцинантен е од таа гледна точка, но најмалку дека, нели, јас би правил копија негова. Активно со керамика се занимава од своите средношколски денови. Македонија е подрачје каде што керамиката била основна гранка во како занает, но таа дојде навеќе на дното и е во изумирање. Во Македонија нема воопшто ништо за керамика. Јас се обидувам еве на еден ваков начин и со партнери од страна да направиме нешто и се надевам дека малце ќе се подобрат условите, али да, она што јас го работам, ништо не е од Македонија, све од странство. Материјалите, да, и опремат. Додека Фидановски работи на втората изложба Пикасо можеби јас, првата после Охрид во соработка со амбасадата на Шпанија, ќе ги прошета и останатите градови во државата, а потоа заминува за Белград, Хрватска и Словенија. За Гласот на Америка од Охрид, Мики Трајковски.